И денеска вашата здрава навика Фактор здравје точно на вистинско место и во вистинско време почнува со новото продолжение. Ви посакувам срдечно добре дојде од мое лично име и од името на екипата која што само и само за вас во живо ќе ви ја представи новата тема, рубриката Истражувањето докажаа и можноста денеска повторно заедно да комуницираме. Сето тоа го почнуваме по вообичајниот редослед. Останете со нас. А истражувањето докажаа, по джинглот слушнавте и видовте дека е првата рубрика која што го отвора ова ново продолжение од Фактор здравје. Денеска зборуваме за антиперспирант дезодорансите кои содржат алуминиум и тие треба веднаш да се забранат. Ова го тврди доктор Сапино од Универзитетот во Женева, Швајцарија. Неговите истражувања докажуваат дека борбата со производителите допрва ќе почне. Тврдењето го базира на фактот дека помудро е да се престане со користење на препарати со алуминиум, отколку некој да се лекува од некое малигно заболување или заболување на мозокот, како на пример Алцхајмерова болест. Тој подвлекува дека нема ништо лошо во тоа да се има малку влага под пазувата, или пак да се направи домашен антиперспирант кој е мешавина од кокосово масло, сода бикарбона и нишесте. А покрај рубриката Истражувањата докажаа, денеска со темата ќе ви докажеме дека ќе зборуваме за тема која што би рекол покрај главоболката е една од најчестите симптоми кои што упатува на одредено заболување или одредена состојба или дисбаланс во телото. Како што може да прочитате на вашите мали екрани, ќе зборуваме за киселини во желудникот, киселини кои што барем еднаш во животот секој од нас во некој период од својот живот ги има почувствувано. За сите повеќе детали во однос на темата и дијагнозата и третманот денеска одговор ќе побараме од магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките ДНА Анифарм, кои што се наоѓаат во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. Најпрво ви посакувам добар ден на гостинката и како сте денеска вие? Одлично. Во нашиот нов амбиент и обкружување. Во вашиот нов амбиент одлично се чувствувам, морам да ве пофалам, значи верувам дека сите гости го имаат истото чувство. Пријатно. Не само ние ново, туку и кај вас во вашата ДНА аптека во трговскиот центар Капитол, која што е дел од Синџирот или веригата аптеки Бети, исто така има ново од 4 декември. Вие сте би рекол редизајнирани и комплетно во ново руво. Дали е тоа единствената новина кај вас? Тоа е една од многуте новини кај нас, значи веќе аптеката е со нов изглед, со вообичаениот персонал, затоа што персоналот е оној кој што и делумно и целосно го прави, значи, изгледот и услугата на аптеката. Меѓутоа, она што е интересно, станува збор за аптека од отворен тип, каде што секој клиент, пациент, значи, може едноставно да дојде и во контакт со самите производи, да прочита она што лично го интересира, потоа да го повера советот и од стручното лице. Или би рекол, ја само послужување аптека, каде што сами доаѓате и ако ви треба помош, може да прашате. Во спротивно, ако сте сигурни, нели, си го купувате препаратот. Да, и тоа станува збор за она широка потрошувачка што е на рафтовите и е достапно до пациентите, а се она што е позади рецептурата, сепак треба препорека од фармацевт, бидејќи и одредени ОТЦ препарати, додатоци од исхрана, во исхрана, ако доколку ги користиме несоодветно, може и како да делуваат штетно по нашето здравје. Затоа во тие ситуации секогаш и ние препорачуваме да се послуша советот од фармацевтот и од докторот. Благодарам за овој воведен дел, а изненадувањето ќе го оставиме по блокот реклами. Имаме уште нешто само и само за вас, затоа вашата љубопитност ќе ја задоволиме по првиот блок реклами. Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena do savršenstva uz pomoć liposukcijske ishrane motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna nova godina! Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350.
Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активnih prirodnih sastojaka koji udruženi štite imunni sistem. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breska. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Со магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките Д на Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје, денеска зборуваме на тема киселини во желудникот и еве го на изненадување што го оставивме за вас во овој дел од емисијата. Имено сите оние кои што денеска ќе се јават и ќе постават прашање на еден од двата телефонски броеви, ќе добијат специјална награда од аптеката Бети, која што е всушност Д на Анифарм во трговскиот центар Капитол и веќе од понеделник ќе можат таму да си ја подигнат својата награда. Спомена гостинката дека е редизајнирана во ново руво и сосема подостапна за сите оние кои што ќе стапнат во оваа аптека во однос на достапноста на лековите, но и препораките и советите кои што тимот на ДНА Анифарм секојдневно ги дава. Зборуваме за киселини во желудник. Споменав јас еден од најчестите човекови симптоми, би рекол, и веднаш дали првата причина, односно луѓето со негативна енергија или негативен набој, може да бидат причина за желудник, киселини во желудникот, покрај оние останати. Така, се познато е дека секогаш емотивните и премногу чувствителните луѓе се оние кои што најчесто патат од дигестивни проблеми, така да не е исклучен податокот дека многу често и одредени луѓе и дадена стресна ситуација може да направи зголемена секреција на желудочна киселина. Меѓутоа, кога се јавува вишок желудочна киселина, спомен уште на почетокот, дека сите некогаш, барем еднаш во животот, го почувствувале тоа чувство на вишок киселина. И кога и зошто се јавува, имаме многу често прашања и многу често пациенти кои што бараат совети како да се решат од овие киселини кои што им се јавуваат во текот на одреден тип на внес на одреден тип на храна или се јавуваат во одреден период, зависно од годишното време. И тука се наоѓаме под една голема дилема. Кога можеме само со препорека на фармацевтот да дадеме одреден препарат, а кога мора пациентот сепак да се упати на една постручна помош кон својот матичен доктор, затоа што имаме многу ситуации. Ситуација каде што некоја е акутна состојба која што ретко се јавува. Имаме пациенти кои што реагираат, например, на одреден зеленчук и затоа пролетниот период им е малку поголем, им јавува поголем проблем кога внесуваат повеќе свеж зеленчук во исхраната и вишокот на киселини секогаш се присутни. Имаме пациенти кои што им се јавуваат вишок киселини кога внесуваат помрсна храна или пак кога мешаат одреден тип на прехранбени производи кои што потешко се варат во желудникот и повторно желудникот секогаш со цел да ја свари она вишок храна која што долго време се задржува во него, прави хиперпродукција на желудочна киселина. Пардон, на желудочна киселина. Дали прејадувањето или кога јадеме повеќе од колку што може да внесеме или некогаш, како што рековте, мешаме храна, исто така може да провоцира поголемо лачење на желудочна киселина. Може да провоцира затоа што многу често брзото темпо на живот е уште една причина. Луѓето кога ќе седнат гледаат на брзина да го внесат оброкот кој што планирале да го внесат, иако секогаш апелираме за тоа дека исхраната треба да биде бавна од причина што
што храната прво треба механички добро да се иситне во устата, затоа што секоја храна која што првенствено добро не е механички обработена во устната шуплина, потоа потешко се вари во желудникот. Брзата исхрана е една од причините зошто многу често луѓето и се прејадуваат. Центарот за ситост се активира 15 минути од почетокот на оброкот. А ние сите сме свесни дека никогаш оброкот го завршуваме веќе после 5 до 10 минути, каде што отпосле стануваме свесни дека сме внеле поголема количина храна од она што навистина ни била потребна. Тука секогаш се јавуваат проблем, значи со појава на вишок желудочна киселина и секој пациент различно ја манифестира. Кај никој се јавува како појава на уждригнување, желудочна болка, печење во желудникот и секогаш првата можност е што сега, што да се прави. Препораките од страна на фармацевтите секогаш одат како прв избор на одредени антациди. Сите добро знаеме дека тоа се така наречени таблетки за чвакање, кои што пациентите ги внесуваат кога имаат вишок на киселини и тие на некој начин ја неутрализираат киселината. Меѓутоа, што се случува? Имаме ситуации каде што самата храна се задржува заради недоволно количина на пепсин, амилази и други ензими, кои што се лачат и во желудникот, и од страна на панкреасот и црниот дроб, поточно жолчното кесе. Кога станува збор за ваква ситуација, проблемот со одредени антациди и препораката на антацидите нема да биде многу успешен. Зошто? Затоа што пациентот понатаму таа храна која што не се доварила во желудникот, ја пропушта значи недоволно сварена понатаму во дуоденумот, односно 12-палачното црево, понатаму во тенкото црево, и имаме многу често кога овие пациенти појава на подуеност, гасови, непријатно чувство и повторно наидуваме на еден сосема друг проблем, што понатаму проблем со тврда столица, кој што кај сите овие пациенти кои што имаат брзо темпо на живот, прво неправилна обработка на храната, брза исхрана, несоодветно комбинирање на прехранбените производи, секогаш наидуваме повторно на еден проблем кој што честата појава на желудочна киселина мора подетално да се испита. Зошто е тоа така? Да, ќе продолжиме понатаму, веќе имаме две јавувања на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, господине, повелете, имате прашање? Да, имам прашање сега на командо. Добро. Имам кир на 12-палачно црево. Добро. Дали желудник имам и киселина, дали е последица од чир да се јавија киселина? Благодарам за вашето прашање и уште едно ќе вклучиме. Добар ден, повелете и вие. Добар ден. Добар ден, господине, ве слушаме. Слушате ме. Имам желудочни киселини и пијам скоро редовно нулпаза, а во меѓувреме користам и куркума. Нулпазата колку време треба да се пие, а куркумата ја пијам така повремено. Благодарам и за ваше. Ја пијам таа во храна и во додаток така. Да, благодарам за вашето прашање и овие двајца гледачи кои што први се јавија и сите оние кои што ќе се јават денеска ќе добијат одредена награда од аптеката ДНА Анифарм од трговскиот центар Капитол, која што е дел од ланецот аптеки Бети, така што иако сте од Куманово, сигурно вие лично или некој во ваше име може до нова година да помине и да си ја подигне наградата и оставете ги вашите генерали, име, презиме и телефонски број во режијата. Повелете? Првото прашање беше дали може од чирот да се јавуваат вишок киселини, значи на 12-палачно црево. Значи чирот на 12-палачно црево и желудник се јавуваат токму пак заради покачената концентрација и лачењето на желудочна киселина. Значи обратна е поставеноста. Токму ненавременото третирање на оваа киселина и нејзиното континуирано лачење во зголемена концентрација прави и радиација, односно оштетување на слузницата и на желудникот и на дебелот и на 12-палачното црево и предизвикува појава на чиреви. Значи чирот на желудникот и 12-палачното црево се јавуваат како резултат на ненавремено третирање на вишокот желудочна киселина. И сега кај ваквите пациенти затоа велам дека не смееме да замижиме колку честа е симптомот на вишок на желудочна киселина. Кажавте, акутно најчесто не се јавува, акутно, ако се јави, значи еднаш во месецот или еднаш во 2-3 месеци и не е нешто сериозно, затоа што тоа сме го предизвикале, рековме, или од брзата исхрана или од несоодветната комбинација на храна. Меѓутоа, ако оваа киселина се јавува почесто, мора да се побара помош и да се види од каде е причината.
Вториот пациент рече дека зема нолпазат. Нолпазата спаѓа во групата на инхибитори на протонска пумпа, кои што преку таа инхибиција го намалуваат создавањето и синтезата на желудочна киселина и најчесто се даваат како терапија кај пациенти што имаат езофагиален рефлукс. Значи, вишокот киселина, бидејќи не може таа содржина да се собере целосно во желудникот, се враќа рефлексно во хранопроводот и на тој начин прави ерозија и оштетување на слузницата дури на хранопроводот. Па ваквите пациенти многу често чувствуваат градна болка, печење, непријатност, уждригнување и повторно колку долго треба да трае терапијата беше прашањето. Повторно имаме индивидуален пристап за должината на терапијата. Има пациенти што доволно е месец до два, кај некои, верувајте, и со години трае таа терапија со одредени паузи и прекини, кои што најчесто гастроентерохепатолозите индивидуално ги препишуваат зависно од состојбата и симптомите и индикациите кај пациентите. Сигурно и навиките треба да се променат доколку земаат медикаменти. Мора да се променат, затоа што нолпазата како препарат се зема секогаш наутро, барем половина час пред јадење. И многу често ваквата висок киселина која што се јавува е повторно уште еден предуслов да се зголеми концентрацијата на Helicobacter pylori, кој што уште една многу честа индикација во нашата популација. Пациенти кои што имаат зголемен титар на Helicobacter pylori, најчесто кај 80% од нив е дијагностицирано и чир на желудник или 12-палачно црево и тука веќе постои опасност ако навремено не се третира со соодветна антибиотска терапија и вакви препарати инхибитори на протонска пумпа, значи состојбата да се влушува, симптоматологијата да биде уште подрастична и нешто што сме можеле многу поедноставно да го решиме доколку навремено сме реагирале, едноставно преминува во некој хроничен проблем кој што барат и доживотна терапија. Да, ви благодарам за сите овие информации во првиот дел од емисијата. По блокот реклами ќе продолжиме со вашите јавувања и со разговорот со магистер фармацевт Билјана Божиновска и преди да ги видите визуелно и вербално рекламите, да го слушнеме и третото јавување денеска. Повелете. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господине, одлично ве слушаме. Повелете. Ало. Ало, во програма сте, повелете, ве слушаме. Дали ме слушате, господине, повелете? Доколку има некој технички проблем, ќе се обидеме повторно по блокот реклами. Ајде уште еден обид. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден, господјо, ве слушаме вас. Повелете. Се јавувам со редовни киселини во желудникот. Веќе 6 години пијам раните ден, како последица од земање секојдневно линдрон за лечење на остеопороза. Веќе пробав на неколку пати да се откажам од земањето, да престанам, меѓутоа киселината доаѓа до носот, до грлото. Дали може нешто да се направи во мојот случај или ќе морам да продолжам со лекарствата? Да, благодарам многу за вашето прашање и внимание. Ќе добиете одговор по блокот реклами, а останете докрај со Фактор здравје за да ги слушнете и деталите кои што следуваат во однос на денешната тема. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Не садржи шеćer, расtvara се у води, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo?
Не може. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Празнична промоција во Вера. Овош е до 35% намалување. Банат сет чоколади 89 денари. Бајрланд Ајдамер 279 денари. Јунешко месо до 21% намалување. Печеница Чадена Горановиќ 289 денари. Кисела зелка Лисија 89 денари. Лиснато тесто со хот дог плюс гратис лиснато тесто со чоколадо. Нектар сокови 39 денари. Теравита чоколадо 79 денари. Пелени пафис 365 денари. Тоалетна хартија Виолета 169 денари. Веро, се на едно место. 16 години постои. 20.000 хируршки операции. Најмодерна смарт медицинска технологија. Брза и безбедна диагностика. Референтен центар на Филипс за Југоисточна Европа. Згрижување на најтешки и најургентни пациенти од сите болести. Нова болница на 17.000 квадратни метри. Таму каде медицината не е бизнис. Таму каде добивате највисок медицински стандард најблиску до вас. Таму каде болницата има име и презиме. Жан Митрев клиника. Млечна, течна, со бадеми или во торта. Чоколадата е секогаш добра идеја. Посебно на Чоколенд во Веро Центар од 22 до 30 декември, каде ќе може да ги најдете сите ваши омилени чоколади на едно место и да уживате во специјалните понуди. Веро, се на едно место. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Браво премиум! И годинава ќе изненадува со бројни награди во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори. Добитници: Стојанова танкица, струмица, Шабановски ѓулер, пласница, Стојановска стојка, Тодоровци, Чаловска павлина, Гостивар, Стојановски Сашо, Крива паланка, Црвенковска ратка, Тетово. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena do savršenstva. Uz pomoć liposukcijske ishrane. Motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna Nova godina! На тема киселини во желудник денеска зборуваме во Фактор здравје со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје, а на двете телефонски линии повторно имаме две јавувања. Повелете, добар ден. Ало? Ало, добар ден, господјо. Дали сум јас во програма, не знам, ali значи зборувам. Да, повелете, господјо. Вака. До пред 4 години јадев многу мрсно, претежно мрсно од месото, претежно, мислам, свинско месо.
Сега, тогаш почнав со операции, некои на срце, на ова, на стенови работи, байпасови, и прекинав со јадење на месо воопште. Добро. Сега, кога сакам да јадам, нормално мора некогаш да се јаде и месо, нели препорачува барем пилешко или риба, било што. Верувал или не, сакам докторката да ми каже дали тука има психички е нешто или е вистина болест. Ако ставам макар да кажам 10 грама месо во уста, било кое месо, почнува желудецот да ми се дува, стомакот да ми се дува многу и нагон на повраќање. Јас до вечер морам да се исповратам за да може да функционирам. Сум пробала со реглан, сето тоа. Кој реглан ставам во уста, уште повеќе ме изазива на повраќање. Дали ова доволно за одговор? Да, доволно е. Господјо, благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување да вклучиме во овој блок. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас. Јас имам киселини, имам спуштен желудник, имам кила на желудникот и земам ланзу. Дали ланзуот и колку време може да се зема? Така. И кој ќе се наведне, многу ме притиска на желудникот. Добро. Благодарам и за вашето прашање. Сакате овој редослед или гледачката пред рекламите што остана? И само ќе дополнам како нус ефект од земање на некоја терапија, дали може да се јават киселини во желудник? Чинам дека тоа беше и прашањето. Лекови за остеопороза. Да, лековите за остеопороза прават најчесто вакви проблеми со вишок на желудочна киселина и создавање, значи кај голем дел од пациентите дури на одредени појава нели на чиреви на желудникот и така натаму. Заради тоа, секогаш кога се оди кон ваква терапија која што е неопходна, предпоставувам самиот ортопед го препорачал препаратот дека мора ради остеопорозата да се внесува, пациентите кои што имаат оваа терапија мора паралелно, бидејќи мора да има соодветна киселост и не може антацидот или препаратот што ќе намали киселоста да го земе паралелно со самата терапија, меѓутоа може паралелно со, значи во текот на денот да земе одреден или H2 блокатори што ги викаме ние, тоа се одредени ранитидини, фамотидини кои што ќе намалат секрецијата на желудочна киселина провоцирана од самиот лек и на тој начин ќе заштита слузницата на желудникот. Истото се случува и со нестероидните антиинфламаторни лекови кои што многу често пациентите ги користат при третирање на одредени болки. Ревматските болки, значи антиревматските лекови се исто така високо опасни од типот на создавање на вишок киселини во желудникот и затоа најчесто и самите матични доктори кога ги препишуваат, паралелно препишуваат и одреден препарат од овој тип на H2 блокатори или пак одредени инхибитори на протонска пумпа поретко, меѓутоа во секој случај антациди кои што ќе го намалуваат нивото на киселината секогаш со цел да се заштити слузницата на желудникот. Прашањето беше дали ќе мора доживотно да ги пие рениталот конкретно пациентката. Сепак матичната докторка ја знае состојбата нејзина здравствена и верувам дека во оваа ситуација да бидеме стрикни што воопште и има препарати кои што го намалуваат нивото на киселините во желудник и едноставно терапијата ќе се води онака како што ја препишал матичниот доктор. И кратко за овие две јавувања, бидејќи уште едно имаме на линија. Јавувања, значи едното прашање беше дали пациентката која што имала нагла промена во исхраната, која ќе внесе и мала количина на месо и се јавуваат киселини и потреба да се поврати содржината. Повраќањето е еден вид рефлекс на заштита на дигестивниот систем. Едноставно, оно што не може дигестивниот систем да го прими, гледа преку повраќањето да го исфрли од телото. Тоа се случува и при труење со одреден тип на храна. Мојата добра препорака кога веќе организмот не го поднесува тој тип на храна, едноставно да се изостави од исхраната. Затоа што регланот кој што го спомена, тој не делува на намалување на киселините, туку делува централно на центарот за повраќање. И немаме потреба да пиеме препарати кои што или
или лекови кои што ќе намалат нагонот за повраќање кога можеме тоа да го избегнеме со избегнување на препаратите и храната која што во основа ни го предизвикува тој симптом. И господјата со спуштениот желудник што господјата рече дека колку долго ќе се пие ланзулот, ланзулот спаѓа во групата на тие така наречени инхибитори на протонска пумпа кои што ја намалуваат создавањето воопшто да не дојде до создавање на вишок на желудочна киселина, на тој начин да се заштити од езофагијалниот рефлукс и иритацијата на самиот хранопровод. Проблем е што има и кила на желудникот, каде што самата кажа дека чувствува и потешкот и притисок. Нормално кај низе храната малку подолго се задржува за разлика од останатите при нормална физиологија на желудник. И токму таа задршка на храна многу често кај овие пациенти се јавува чувство на тегоба. Секогаш верувам дека препараките на матичните доктори се дека треба чести мали оброци да се применуваат, зашто при јадувањето кај овие пациенти создава особено големи тегоби. А друга основа е што пациентката должината на терапија на ланзулот сепак ќе одредува матичниот доктор и тоа е она кое што едноставно ја заштитува од понатамошните компликации во однос на дигестивниот систем. Уште 2 јавувања имаме, но јас да напоменам дека вашата новина и редизајнирана аптека во Капитол Мол, која што е дел од ланецот Бети, може и визуелно да ни ја покажат од режијата додека ги слушаме јавувањата на гледачите. Добар ден, посакувам до следното, повелете. Јас само ќе ве замолам да го намалите нивото или тонот на вашиот телевизор, за да нема ехо. Повелете, дали ме слушате? Ало, добар ден. Добар ден, господјо, повелете со вашето прашање. Ве слушам, ама веќе одговори докторката од прејадување јасно киселина. Да, ви благодарам што сте со нас. Сепак оставете ги податоците во режијата за да добиете подарок. Благодарам, а дали следното јавување е на линија? Добар ден. Сепак ве поканувам повторно да се јавите од овие фотографии што ги гледаат гледачите, дали достапноста на антицианидите бешете? Антацидите кои што се земаат за киселост во желудникот се достапни и луѓето самите можат да ги земат во вашата аптека или сепак препораката од фармацевтот е најважна? Сепак препораката од фармацевтот е најважна затоа што ние секогаш и кога ги издаваме одредените антациди по барање од страна на пациентите, затоа што голем дел од нив веќе еднаш ги земале, виделе какви ефекти имаат и повторно самите си ги побаруваат, секогаш гледаме попатно да го напоменеме советот дека ако симптомите често се повторуваат, дека мора сепак проблемот да го решат, бидејќи вака го третираме само симптомот, а причината повторно постои. За да се отстранат вишокот на киселини, во основа секогаш треба да делуваме на причината која што ги создава тие вишокиселини. Само така ќе го решиме проблемот и нема да дозволиме повторно од една акутна состојба да ја доведеме во хронична состојба на болест. И кажавте дека киселините во желудникот неколку пати се третираат и може да се надмине тој симптом, дали како акутна или најчесто како хронична појава, колку тука имуниот систем е одговорен или падот негов и што дополнително дали некој ОТЦ препарат или некој препарат кој што е додаток во исхраната може да се препорача во оваа ситуација. Имаме голем број додатоци во исхрана кои што се препорачуваат кај луѓе поготово што имаат проблеми во дигестијата и варењето на мрсната храна. Тоа се препарати кои што содржат во себе одредени ензими, папаин, пепсини и на некој начин успеваат и подобруваат дигестија и варење на храната. Меѓутоа, кога станува збор колку имуниот систем делува, секако сме свесни дека кога имаме одреден пат на имуниот систем, многу чести појави се и дигестивните проблеми, омалаксаноста, нагоните за повраќање, подоинаста на цривата и неподносливоста на желудникот кон многу видови на храна, така да со самото тоа, со пат на имунитетот се намалува и килажата и потешкотиите се јавуваат поголеми во дигестивниот систем и секогаш имуниот систем е поврзан со функционирањето на сите органи. И што е она што како препорака или дополнително може покрај медикаментозната терапија доколку се зема кај киселините во желудникот да препорачате? За имунитетот секогаш препорачувам одредени препарати, најчеста препораката е точно на Г132, бидејќи тој е комплексен производ кој што ги покрива и постарите и нормално луѓето од нашата возраст кои што имаат брз и динамичен живот, едноставно заштита од сите слободни радикали, заштита од секојдневниот стрес,
заштита на целосниот кардиоваскуларен дигестивен систем и едноставно кога имаме здрав имун систем, имаме и здраво варење и искористување на хранливите материи кои што ги внесуваме со секојдневната исхрана. Сето ова што го донесовте и како препорака уште еднаш ви се заблагодарувам во име на гледачите и мое лично име и ви благодарам за целата соработка оваа 2016 година, со напомена дека и во новата година ќе се дружиме, да ви ја честитам во мое лично име и во име на Фактор здравје и да ви посакам уште многу успеси професионално и приватно, како вам лично, така и на вашиот тим во аптеките ДНА Анифарм. Ви благодарам за убавите честитки. Исто јас ви посакувам се најубаво во новата 2017 година и искрено посакувам на сите гледачи да имаат што е можно помалку здравствени проблеми, повеќе да вложуваат во својата, во превенција на сопственото здравје и верувајте дека секогаш тоа е поевтината и поисплатливата варијанта. И добитната комбинација би рекол. Добитната комбинација, така. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам убава вечер да имате на 31 декември и се гледаме повторно во јануари. Секое добро ви посакувам. Магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм од трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје, беше денешна ваша пред се гостинка. За подароците обратете се во аптеката во Капитол Мол, а доколку сте задоволни, јавете се и кажете го вашето мислење. Поздрав и секое добро.